Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Здраво, здраво! Добре дојдовте во денешната епизода. Денес отвараме една тема која често предизвикува чувство на вина кај многумина. Поставувањето граници. Често пати мислиме дека да се биде добар човек или духовно зрела личност, значи постојано да се биде достапен. Да се каже да на секој барање и да се дозволи другите да газат по нашето време и емоции. Но вистината е поинаква. Границите не се ѕидови за да ги исклучиме луѓето, туку порти за да го заштитиме она што е свето во нас. Денес се занимаваме со една тема која многумина ја сметаат за недуховна или дури себична – границата. Teach me to do thy will, for thou art my God, thy spirit is good, lead me into the land of brightness. I stretch forth my hands unto thee. My soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah. Cause me to hear thy love and kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Живееме во свет кој не учи дека колку повеќе сме исцрпени, толку сме повредни. Дека ако кажеме не, ние не сме доволно добри пријатели, родители, колеги. Но денес сакам да ја предизвикам таа идеја. Ќе видиме дека поставувањето граници не е само психолошка алатка за преживување, туку духовна дисциплина. Ако Бог поставил граници на океанот, граници помеѓу денот и ноќта и граници во светилиштето, зошто ние мислиме дека можеме да живееме без нив? Најголемата пречка за поставување граници е погрешното разбирање на љубовта. Често ја мешаме љубовта со дозволувањето другите да не газат. Лажното верување, ако те сакам, морам секогаш да правам како што сакаш ти. Но Божјиот збор гласи: вашиот збор да биде да и не, а се што е повеќе од тоа од ѓаволот е. Исус Христос овде не зборува само за искреноста, туку и за интегритетот на личноста. Кога велиме да со устата, во срцето чувствуваме не, ние создаваме поделба во сопствената душа. Тоа да е изградено на страф од отфрлање, а не на љубов. Вистинската љубов може да каже не кога барањето на другите е нездраво за него или за вас. Градината на нашето срце е наша одговорност пред небесниот татко. Замислете дека Бог ни подарил прекрасна градина. Тоа е нашиот живот, нашето здравје, нашето време. Ние сме управителите на таа градина. Божјиот збор гласи: повеќе од се што чуваш, чувај го срцето свое, зашто од него извира животот. Во оригиналниот текст чувај го значи постави стража.
Ако немаме граници, ние не сме добри управители. Ние дозволуваме плевелот на туѓите кризи и емоционални уцени да ги уништат плодовите што небесниот татко ги засадил во нас. Да се има граница значи да се каже ова е мојот простор, каде што јас го слушам Божиот глас и никој нема друг право да влезе тука без моја дозвола. Исус Христос беше најсочувствителниот човек што некогаш живеел, но тој имаше најцврсти граници. И тоа, граница со времето. Иако имаше илјадници болни, тој не ги исцели сите во еден ден. Често се повлекуваше, како што укажува во Евангелие според Марко, а наутро додека уште беше темно стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше. Границата со очекувањата. Кога толпата сакаше да го направи цар со сила, тој замина во гората. И тоа. Но Исус, кога дозна дека наумиле со сила да го зграпчат и да го прогласат за цар, повторно се повлече сам во гората. Тој не дозволи туѓите планови да го променат неговото повикување. Граница со семејството. Кога неговата мајка и браќа сакаа да го прекинат неговото учење, тој гласно постави граница, дефинирајќи го своето духовно семејство. Исус Христос знаеше дека неговата вредност доаѓа од таткото, а не од тоа колку корисен ќе им биде на луѓето во секој момент. Она што е важно е разликата помеѓу носењето товари со носењето тежини, односно помагањето. Ова е најважниот дел за секој што се чувствува виновен кога поставува граници. Постои разлика меѓу товар и тежина во помагањето. Во послание до Галатјаните 6 глава стои: помагајте си еден со друг кога имате проблеми. На тој начин ќе го извршувате Христовиот закон. Во истото послание стои: зашто секој од нас е одговорен за сопственото поведение. Проблемот настанува кога ние се обидуваме да го носиме товарот на другите. Кога ја преземаме одговорноста за туѓата мрзеливост, за туѓиот гнев или за туѓите лоши финансиски одлуки или било какви погрешни одлуки, ние всушност го спречуваме тој човек да ја научи лекцијата што небесниот татко му ја пратил. Нашата граница е всушност милост за нивниот раст. I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. I will love thee, O Lord, my strength. The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. The sorrows of hell compassed me about, the snares of death prevented me. Како да започнеме? Поставувањето граници е како вежбање мускул. На почетокот ќе не боли и ќе се плашиме. Но, како прво, да ја препознаеме огорченоста.
Ако чувствуваме лутина или огорченост кон некого, тоа е знак дека нашата граница е прегазена. Да го слушаме тој внатрешен аларм. Да бидеме кратки и јасни. Не ни требаат 3 страни објаснувања за нашето не. Би сакал да помогнам, но во моментов немам капацитет за тоа. Да ја прифатиме реакцијата на другите. Луѓето кои имаат корист од нашиот недостаток на граници ќе бидат најгласни кога конечно ќе ги поставиме. Нивниот гнев не е наша одговорност, тоа е нивен товар. И што можеме да заклучиме? Границите се повик на слобода. Бог не повикува да бидеме жртвени јагниња на туѓите манипулации, туку слободни синови и ќерки. Само слободен човек може вистински да сака и да љуби. Човек без граници не љуби, тој само се плаши. Затоа, оваа недела, дозволете си го луксузот да бидете искрени. Нека вашето да биде од се срце, а вашето не нека биде ваш штит. Чувајте го својот внатрешен храм, зашто таму престојува Светиот Дух. Христос не ослободи за слободата. Според тоа, стојте цврсто и не подчинувајте му се пак на робскиот јарем. Како што пишува во послание до Галатјаните, 5 глава. Ако самиот Син Божи имаше потреба да каже не на потребите на толпата за да се поврзе со небесниот татко, колку повеќе ни е потребно тоа нам? Границите ни дават простор за молитва и лична обнова. Границите се дефиниција на љубовта. Да се постави граница не значи дека престануваме да ги сакаме луѓето, напротив, тоа значи дека ги сакаме доволно за да не дозволиме меѓусебниот однос да стане токсичен или полн со огорченост. Нашата мисија за ова недела. Да размислиме каде во нашиот живот границата е пробиена, каде чувствуваме огорченост. Огорченоста е често знак дека некоја граница е прегазена. Поставете ја повторно, со љубов, но со цврстина. Како што укажува Божиот збор, Бог не ни дал дух на страв, туку дух на сила, љубов и трезвеност. Еве една поучна метафорична приказна која на сликовит начин ја објаснува духовната и емоционалната логика зад поставувањето граници. Во едно планинско село, во дворот на еден мудар човек се наоѓал единствениот извор на чиста лековита вода во целиот регион. Човекот бил со добро срце и верувал во дарежливост, па затоа ја оставил својата порта широм отворена за секого. На почетокот се било прекрасно. Луѓето доаѓале, пиеле и си оделе благодарни. Но, набрзо, бидејќи немало никакви правила, работите почнале да се менуваат. Некои луѓе почнале да доаѓаат среде ноќ, будејќи го семејството на човекот со врева. Други ги носеле своите добитоци да пијат директно од изворот, заматувајќи ја водата со кал. Некои дури почнале да го фрлаат својот отпад во близина на изворот, мислејќи, па ова е заедничко, некој друг ќе исчисти. Еден ден, мудриот човек забележал дека неговиот извор, кој некогаш бил бистар како кристал, станал матна бара. Неговите деца биле постојано болни од нечистата вода, а тој самиот бил преморен и огорчен од постојаното чистење по другите. Тогаш тој решил да постави ограда и порта. Кога селаните го виделе тоа, почнале да шепотат. Види го, стана себичен. Се уште ли е тој добриот човек што го познаваме? Еден негов пријател го прашал: зошто ги затвориш луѓето надвор? Зарем не е добро да се помага на сите? Мудриот човек само се насмевнал и рекол:
Јас не поставувам ограда за да ги супрам луѓето да пијат. Поставувам ограда за да го заштитам изворот. Ако изворот пресуши или се загади, никој повеќе нема да може да пие. Ниту јас, ниту вие. Тој поставил јасни правила. Портата била отворена само во одредени часови. Секој морал да си понесе свој чист сад и било строго забрането перење во близина на водата. По само неколку недели водата повторно станала бистра и лековита. Човекот повторно имал насмевка на лицето. Сега, кога некој ќе дошол по вода, тој можел да ги пречека со вистинска љубов и мир, бидејќи неговиот сопствен дом не бил повеќе загрозен. Оваа приказна не учи на неколку клучни вистини за границите. Границите не се цидови, туку филтри. Тие не ги исклучуваат луѓето, туку го исклучуваат хаосот. Тие го штитат квалитетот на она што го даваме. Ако ние прегориме, нема да имаме што да дадеме. Баш како изворот во приказната, ако дозволиме туѓите потреби постојано да не газат, нашиот капацитет за љубов ќе се пресуши. Границите ги учат другите на почит. Кога поставил правила, човекот ги научил селаните да ја ценат водата како вреден ресурс, а не како нешто што им припаѓа по автоматизам. Љубовта без граници станува горченост. Човекот бил подобар пријател со оградата отколку без неа, бидејќи оградата му овозможила да дава од радост, а не од присила. Дали во вашиот живот, во моментов имате извор кој е заматен затоа што заборавивте да ја затворите портата? Не заборавајте да се каже не на она што ви сцрпува, е најчесто да за она што небесниот татко го планирал за нас. Поздрав и се слушаме во следната епизода каде што ќе продолжиме да го обновуваме нашиот ум и да чекориме во вистината. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ во соработка и под покровителство на Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер